Околу деталните урбанистички планови кои беа донесени за Тафталиџени за Карпош 3 се крена голема врева од страна на советниците од опозицијата. Може ли да ни го кажете вие, вашиот став, нели, за да ги избегнеме сите сомнежи на жителите? Советниците од Социјалдемократскиот сојуз за овие 3 години немаат предложено во општина Карпош да се поправи барем една уличка, или едно тротоарче, или едно светло, или не знам да се уреди некој парк, значи апсолутно без никакви идеја се. Основното на што се темели нивната политика и евентуално нивната пропаганда кај граѓаните на општина Карпош е дека градоначалникот на општина Карпош, советот и општинската администрација прави нешто лошо за граѓаните, односно дека носи урбанистички планови во кои што им го зема зеленилото, ги сече дрвата, ги зема детските игралишта и така натаму, што се ноторни лаги што Социјалдемократскиот сојуз во континуитет се обидува на таков начин. Мене навистина не ми е јасно како ние одеднаш се претворивме во травомрсци, во дрвомрсци, како јас од градоначалник кој што најуспешен градоначалник во Југоисточна Европа, наеднаш за Социјалдемократскиот сојуз апсолутно нити нешто чинам, нити пак оваа локална самоуправа нешто што прави за нив се тоа не чини, вклучувајќи го овој урбанистички план за Тафталиџе. Се кријат зад тоа дека на граѓаните ќе им се одземело зеленилото, на граѓаните ќе им се узурпирале дечките игралишта. Едно од тие нивни лаги е за ова детско игралиште, кое што еве го според урбанистичкиот план нити се уништува, нити на него се гради нешто, нити пак по закон можеме да градиме. Втората работа, кога се однесува за зеленилото, прва зграда што е направена во зеленило е зградата на Никола Велковски и неговата фирма Инком, кој што беше главен градски архитект од Социјалдемократскиот сојуз, беше советник во градот Скопје, беше председател на општинска организација на Социјалдемократскиот сојуз на Кисела вода, беше директор на градски трговски центар. Ова е првата негова зграда, овде е неговата втора зграда, значи кога членови на Социјалдемократскиот сојуз, да не зборам за Хрисинг, Боро Хрисафов, да не зборам за зградата во која што живее Шекеринска, гледате ова, во целиот овој дел на Тафталиџе, ова е најголемата маркица каде што живее господјата Радмила Шекеринска. Да не зборувам за објектот на Петар Шилегов и така натаму, кои што дури немат ни паркирање во состојната парцела, туку бараат надвор да паркираат и така натаму. И кога нивни членови градат, тогаш зеленилото не ги интересира, тогаш нема да сметка зеленилото. Кога граѓаните на кои што им е одземено земјиштето со национализацијата 65-та година, ќе им се уцрта некоја маркица, тогаш тие се загрижени за зеленилото, за екологијата или за било што. Кај мене доаѓаат сите граѓани на општина Карпош, доаѓаат и оние на кои што им се одземени хектари. Конкретно за овој објект што е овде уцртан, одземено им е 11.000 метри квадратни, значи хектар и плюс 1 ар им е одземено на граѓаните и вратено им е само 450 метри квадратни, а наследници се 13 семејства. И како треба да реагирам јас како граѓанин? Кога тие велат дека се што е овде направено на тие 11 хектари бараки, згради и така натаму е направено на нивното земјиште. Друг објект во кој што 1700 квадрати им е одземено, вратено им е само 200 квадрати назад и нормално дека луѓето бараат да си ги решат екзистенционалните проблеми, односно стамбеното прашање да го решат на своите собствени деца, на своите внуци и така натаму, и ние како граѓани мора да водиме сметка сите. Значи се работи за вкупно за само еден нов објект и ништо повеќе од тоа, со кој што само ја задоволуваме правдата, односно делумно ја санираме неправдата што е направена према тие граѓани во 1965 година. Јас како куриозитет можам да го кажам пред граѓаните, пред камерите, кај мене доаѓаат внуците на народниот херој Орце Николов. Тие добиле станови 45 година, кои што потоа станови се денационализирале и тие живеат на улица, буквално на улица. Доаѓаат кај мене со барање дека имаат некое парче земја што им е денационализирано и бараат од мене, односно од општинската администрација, да им се уцрта маркица за да може да си го решат своето стамбено прашање. И јас поставам прашање до секој нормален човек. Како тој би реагирал? Не треба да биде градоначалник. Прво зборуваме да реагираме човечки, како луѓе. Како треба јас да постапам
према оние луѓе кои што го дале животот, го положиле за ова слобода што денеска ние имаме, или за да имаме оваа држава, а во рамките на тоа и јас денеска да можам на дел од таа држава да бидам градоначелник, како јас треба да реагирам и како треба да се однесувам према тие наши сограѓани, а од друга страна нормално граѓаните се против да се уцрта маркица затоа што таму имало зеленило или имало игралиште и така натаму и така натаму. Значи материјата е сепак многу сложена и многу комплексна. Јас сум биран од граѓаните да ги решавам проблемите, не да ги создавам проблемите, да направам еден баланс, во исто време да ги почитувам оние што имаат собственост и што имаат наследство и што имаат дедовина, да не го загрозам животот на граѓаните кои што живеат сега во постоечките згради, и затоа сме воделе сметка, например овој објект да има доволно оддалеченост, да има инсолација, да има осветлување на најниските катови на приземјето и на првиот кат и така натаму, значи се е така како што треба. Или пак, например, на овој објект, тој на овие две куќи овде им се наоѓа од северозападна страна, што значи никакво попречување нема на инсолацијата, на осветлувањето, на сончевите зраци и така натаму, се настојуваме тоа да биде сепак едно хумано живење. И затоа сакам да повторам дека ние како раководители, како членови на Советот во општина Карпош, не смееме да се служиме со лаги, не смееме да ги вознемируваме граѓаните и не смееме да ги лажеме дека некој ќе им земе игралиште, а игралиштето не се одзема, не смееме да ги лажеме дека некој ќе им узурпира тревата, а тоа не го прави, и многу е некоректно да тоа се зборува дека некој го прави градоначалникот или било кој го прави од лични интереси. Напротив, ние се обидуваме овде да решиме и човечки судбини, и да решиме екзистенционални прашања на граѓани кои што се исто така наши граѓани. Следното прашањето на поранешна Ванила и околните објекти кои што се субстандард, или пак да речеме Алумина, која што денеска е претворена во место кај што се обират глодачи, змии, или овие субстандардни објекти во кои што граѓаните живеат во објекти со влага, од непечена цигла, крововите кај што им прокиснуваат и така натаму, и затоа тука сме го решиле на начин согласно генералниот урбанистички план кој што вели дека тука мора да биде колективно домување, а бидејќи се работи за повеќе семејства, затоа објектите одат малку повисоко, за да можеме да ги задоволиме нормално апетитите на граѓаните кои што се таму собственици. Второ, тој што инвеститор што гради, мора нормално дека и тој нешто да заработи и да го расчистиме теренот, да заличиме на урбана заедница, да нема субстандардни објекти, да нема објекти кои што се изградени пред 150-200 години и денеска да ги гледаме такви, кои што нивните деца треба да растат во објекти со влага, кои што се опасности по нивното здравје и така натаму. И сето тоа гледаме да го расчистиме на еден начин во кој што нема да го загрозиме животот на останатите граѓани. Главниот проблем што се јавува на граѓаните по улицата Прашка е возилата кои што граѓаните кои што купиле згради не ги паркираат во гаражите, туку ги паркираат на улица, меѓутоа тоа прашање ние ќе го разрешиме со тоа што таму ќе има забрана за паркирање, а секој што купува денеска стан во стампена зграда, согласно законските прописи, има за него обезбедено едно парки место и тој е должен да се паркира во сопствена парцела, а впрочем, согласно законските прописи, секој граѓанин е должен да паркира во сопствена парцела. Ако е тоа стамбен објект, тоа значи дека треба да подземно да паркира. Ако се работи за индивидуален објект, тоа значи дека треба да паркира во сопствениот двор. Улиците, тротоарите, тие се сопственост или на општината, или на државата и тие служат за сосема други намени. Денеска имаше и прес од дел од жителите на Тафталиџе 1 кои даваат поддршка на новиот детален урбанистички план, бидејќи како што кажавте и вие, со тоа ќе си го средат животното прашање. Планот, урбанистичкиот план на Тафталиџе е согласно сите стандарди, согласно си добиени од 15 институции. Имаше забелешка на граѓаните за оваа улица овде. Сакам одговорно да им кажам на граѓаните, еве таа улица и со претходниот урбанистички план од 2012 година. Беа граѓаните против да има бензинска пумпа, ја тргнавме бензинската пумпа. Имаше за објектот каде што сега собственост на Социјалистичката партија беше 25 метра, го намаливме на 21 метар, значи деловно забелешките на граѓаните се прифатени и овој план согласно сите стандарди беше подржан од Министерството за транспорт и врски. Веднаш штом стигна, ние го ставивме на седница на комисија, а потоа го ставивме и на седница на Совет. Сакам да кажам дека усталена практика е штом стаса планот од Министерството за транспорт и врски, бидејќи таму чекаме долго за согласностите во урбанистичкиот план,
затоа што имаат забелешки и најчестите проблеми што ни се јавуваат со сообраќајните инженери кои што инсистираат на почитување на законските и подзаконските акти без разлика каква е состојбата на терен, а инсистирањето на од нивна страна да одредени улици постојат на одредено место или со одредена ширина и габарит ни создава проблеми на лице место затоа што граѓаните не може да не разберат дека тие на лице место имаат само 3 метри уличка, а законот бара улицата да ја цртаме во урбанистички план со 5,5 метра ширина плюс 1,5 метро тротоар, од другата страна 1,5 метро тротоар и најчесто доаѓаме нормално во сукоп со граѓаните. Меѓутоа, за тоа сме ние платени и граѓаните кај што има недоразбирање да се потрудиме да го објасниме, со кого ќе се разбереме во ред, со кого нема, однапред можеме да им се извиниме, но во суштина сакам да им кажам прашка со рабници со тротоари е променета, комплетно ново улично осветление, нови инсталации, улицата Букурешка со сите нејзини краци е реконструирани и рабници, тротоари, осветлување, улицата Дамаска, сите овие делови, улицата Варшавска, и сите овие паркинзи пред руските згради, имаме нови паркинзи направено. Сега оваа година, значи, почнуваме од Варшавска према Партизанска, значи и Хелсинки, и Хашка, и Петре Пирузе, и сите други улици ќе бидат реконструирани, и уличното осветлување, и рабници, тротоари, интернет врски и така натаму. Значи, ние практично Тафталиџе 2, некаде здраве Боже до година, до декември месец, ќе направиме тоа да биде комплетно нова населба, со тоа што ќе извршиме реконструкција на градинката Мајски цвет која што се наоѓа во Тафталиџе 2. Така да средствата што ќе се приберат од инвеститорите на територија на Тафталиџе 2, повторно ќе бидат вратени за доброто на граѓаните на Тафталиџе 1. За сите други улици ќе бидат реконструирани и уличното осветлување, и рабници, тротоари, интернет врски и така натаму. Значи, ние практично Тафталиџе 2, некаде здраве Боже до година, до декември месец, ќе направиме тоа да биде комплетно нова населба, со тоа што ќе извршиме реконструкција на градинката Мајски цвет која што се наоѓа во Тафталиџе 2. Така да средствата што ќе се приберат од инвеститорите на територија на Тафталиџе 2, повторно ќе бидат вратени за доброто на граѓаните на Тафталиџе 1, за доброто на граѓаните на Тафталиџе 1.